Во 23-тиот избор за престижното признание во конкуренција на 10 финалисти BMW X3, Citroen C3 Aircross, Ford Fiesta, Dacia Duster, Kia Stinger, Kia Stonic, Nissan Micra, Opel Insignia, Seat Ibiza и Suzuki Swift, кои рамноправно конкурираа во трката за титулата, националното жири одлучи признанието во вид на маска на ладилник да ја додели на представникот на Рено групацијата. Борбата за тронот не беше ни најмалку лесна, се кршеа копијата околу сите кандидати, со оглед на фактот дека пред жирито имаше извонредни автомобилски креации, но по играта со оценките, согласно критериумите, се стигна до конечното решение. На крајот одлучуваа нијанси, па Dacia Duster во годинашниот избор стигна до тронот со 3 гласа, а еден доби новата генерација на Ford Fiesta. Годинава право на глас повторно имаа импортерите што имаа свој финалисти кои можеа да гласаат за еден кандидат, освен за собствениот модел. Возилото што доби најмногу гласови од финалистите освои еден глас кој е рамноправен со оние на членовите на жирито. Гласот од финалистите го доби моделот на Opel, второто поколение на Insignia. За прв пат во скоро четвртина век богата традиција се доделува признанието Томислав Билјарац во чест на доајенот на македонското автомобилско новинарство и прв председател на жирито кој за жал повеќе не е меѓу нас. Жирито реши да таа се врачува за посебни придонеси и резултати во филата и овој пат ќе му биде доделена на еден од творците на Euroimpex, господинот Владо Воиновски. Ова највисоко признание е прво за еден модел од Dacia, која, како што е познато, е дел од Рено групацијата. Доделувањето на титулата Автомобил на годината во Македонија за 2017 и специјалните признанија ќе биде на свечена манифестација. Од неодамна нова префината мачка го краси салонот на Automobili Group, импортерот за возилата од програмата на Jaguar Land Rover. Станува збор за првиот компактен SUV на Jaguar моделот E-Pace. Уникатна комбинација на впечатлив изглед, агилност и динамични перформанси. Платформата E-Pace не е нова, тој ја дели базата со Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport. Погледнат позади со закосување под агол од 45 степени, E-Pace не може да го помешате со поголемиот кросовер на брендот, а секако и поради различните пропорции. Без сомнение, E-Pace е еден од најубавите кросовери во својата класа, а контурите на предната светлосна оптика подсетува на оние кај поголемиот Jaguar F-Type. Внатрешноста на автомобилот исто импресионира како и екстериерот. Двете предни седишта се поделени, а плени одлично позиционираната централна конзола. Се е поставено каде што треба. Квалитетот на материјалите е сосема очекувано на највисоко рамниште. Назад работите се доволно пространи за класата на машината, а волуменот на багажникот изнесува 577 литри. Дизајниран за да го направи возењето побезбедно и со поголемо уживање, најсовремената технологија на E-Pace го вклучува системот за информации и забава Touch Pro, која се карактеризира со 10-инчен екран на допир во стилот на таблет. Во опција се нуди head-up дисплејот кој ги прикажува клучните податоци за возилото врз ветробранското стакло, а 12,3-инчниот интерактивен дисплеј за возачот со висока резолуција може да прима и прикажува информации за возењето, забавни содржини и податоци за активната безбедност, вклучувајќи ги навигацијата, телефонот и медиумите. Врвниот систем од британските експерти Meridian со технологијата Tri-Field емитира чист звук како да се работи за изведба во живо преку своите 15 звучници, освојувајќи високи оценки во сите категории за безбедност. Првиот компактен SUV на Jaguar е добитник на 5 звездички од страна на Euro NCAP. E-Pace е дизајниран да ве превезе вас и вашите сопатници на едноставен начин, комфорно и што е најважно безбедно.
помош за задржување во коловозна лента, надзор на состојбата на возачот, контрола на брзина и ограничување на брзината, 360 степени систем од камери за обкружувачка слика, воздушно перниче за пешаци и итно кочење при голема брзина се само дел од многобројните безбедносни системи кои ги поседува овој автомобил. Цените започнуваат од 39.990 евра за E-Pace BS со 2.0 турбодизел со 150 конски сили погон на предните тркала и мануелен менувач со 6 брзини. Во понуда кај македонскиот импортер за програмата на Hyundai Korea Auto Trade е најновото остварување на компанијата, кросоверот Kona. Ова е првиот адут од планираните вкупно 30 со кој Hyundai треба да направи вистинска пресвртница во автомобилскиот свет и да стане најдобрата азиска автомобилска марка во Европа до 2021. Името Kona потекнува од областа Кона на големиот остров Хаваи и е четвртиот член на SUV семејството на брендот во Европа меѓу Grand Santa Fe и Tucson. За пласирање на пазарот на новиот модел, посебен тим соработуваше со група млади и креативни луѓе, дизајнери, диџеи и блогери. Предниот дел на Kona делува мокно и агресивно и перцепира на новиот семеен идентитет на брендот со каскадна предна решетка. Новите двојни предни фарови комплетно импресионираат, дополнети со LED дневни светла. Силуетата е во стил на моделите што се нудат на ова поле со типичен печат на дизајнерскиот гуру Питер Шреер. Двобојниот покрив и изборот на 10 карактеристични надворешни бои нудат многу можности за персонализација. Како вистински SUV, моделот има клиренс од 170 мм, што ќе му овозможи да појде во секое време и надвор од стандардните патишта, а подигнатата положба на седиштата обезбедува подобра прегледност и удобност при возењето. Внатрешноста нуди мазни површини, многу пријатни на допир со елегантни украси кои се дополнуваат од обоени шевови и рабови и дури безбедносни ремени во боја на екстериерот. Како и секој модерен автомобил, и Kona нуди модерни карактеристики на поврзување во 3 степени. Целосно новиот Kona е опремен со најновите функции за активна безбедност. Kona доаѓа со нови бензински мотори, ново развиен 1,6 TGDI турбо бензински мотор со 177 конски сили и 265 Нм. Другиот мотор е 1 литарски TGDI трицилиндарски бензински со турбо полнач од 120 конски сили и 175 Нм. Цената за базниот модел во Korea Auto Trade изнесува 20.546 евра. Првите податоци за 2018 година од Сдруженијето на автомобилски производители во Европа, ACEA, покажуваат дека во јануари регистрациите на нови автомобили се зголемија за 7,1% до ниво од 1,25 милиони продадени единици. Со продажен бум на стартот на годината може да се пофалат 4 од 5 главни европски пазари, со исклучок на Велика Британија каде што е евидентиран пад за 6,3%. Во Шпанија зголемувањето изнесува 20,3%, во Германија 11,6%, Италија 3,4% и во Франција 2,5%. Во средината на минатиот месец, ACEA ги објави резултатите за календарската 2017, според кој бизнисот во текот на годината беше за 3,4% подобар од оној во 2016. Вкупниот показател за годината е ниво од 15,2 милиони продадени автомобили и покрај намалувањето од 4,9% во декември.
Една студија спроведена во САД, објавена од списанието Forbes, покажува дека експлоатацијата на електрично возило чини двојно поевтино во однос на автомобил со мотор со внатрешно согорување, во овој случај бензинските. Студијата е финансирана од Evanex, компанија која произведува додатоци за моделите на Тесла. Автори на студијата се Майкл Сивак и Брендон Шојт од Институтот за транспорт и истражување во Мичиген. Според резултатите од истражувањето, напојувањето на електричен автомобил во САД изнесува $485 годишно. За бензински автомобил сумата е $1117 за гориво. Се разбира, авторите на студијата потенцираат дека цените на горивото во различни држави не се исти, што може да даде различни износи за периодот од една година. Авторите заклучиле дека најголемата разлика е во државата Вашингтон, $372 годишно за полнење со електрична енергија и $1338 за бензин. Освен тоа, електричните возила исто така имаат пониски трошоци за одржување во текот на работата. Главната причина е тоа што електричните автомобили имаат помалку подвижни делови, нема издувен систем како ниту потреба од промена на маслото, ремените, филтрите и така натаму. Се претпоставува дека во Европа резултатите ќе бидат слични. Nissan, Honda и Toyota ќе ја напуштат Британија ако Брекзит ги наруши трговските бариери меѓу земјата и ЕУ, предупредија трите компании за време на нивниот состанок со премиерот Тереза Меј. На состанокот присуствуваа председателот на Nissan Europe Пол Вилкокс, извршниот директор на Toyota Јохан Ван Сул и шефот на Honda Europe Јан Хавелс. Тие и по случаја на британската премиерка дека јапонските гиганти учествуваат во производството на речиси половина од 1,67 милиони автомобили кои годишно се прават во Велика Британија. Јапонскиот бизнис инвестираше повеќе од 50 милиарди евра во Велика Британија во последниве децении, по уверувањата од серија влади од Маргарет Тачер па се до најавата за Брекзит, дека ќе им биде гарантиран слободен пристап до пазарите на стариот континент. Минатиот мај, Меј лично ги увери представниците на Nissan и Honda дека напуштањето на ЕУ нема да создадат пречки за нивниот бизнис. Меѓутоа, настаните од последниве месеци се повеќе убедливо имплицираат дека бариерите меѓу Велика Британија и Европската Унија допрва ќе се надградуваат. Евентуалното повлекување на јапонските производители ќе предизвика сериозен социјален ефект на островот. Например, Nissan преку својата фабрика во Сандерленд е најголемиот работодавец во градот и неговата околина. Парадоксично, мнозинство граѓани во Сандерленд гласаа во корист на Брекзит на референдумот, практично ризикувајќи да го отфрлат својот главен извор на приход. Новите европски тестови за штетните емисии бараат огромни ресурси и најверојатно ќе доведат до зголемување на цените на новите автомобили, тврдат експерти од индустријата. Промените во методологијата за тестирање се наметна откако се крена голем прав за неколку скандалозни откритија со емисијата на дизелските агрегати на повеќе производители, како и сомневањата за податоците за емисии и потрошувачка на гориво декларирани од фабричките лаборатории и спроведени реални мерења од проверени институции и агенции. Затоа, од 1 септември минатата година Европската Унија ја напушти старата методологија за тестирање NEDC и воведе две нови WLTP и RDE. Единствениот проблем е дека новите тестови бараат двојно повеќе време и работа од досегашните, а како објаснуваат представниците на секторот, низ новите проверки треба да поминат не само новите модели, туку и веќе презентираните на пазарот, по 2 теста за секоја различна модификација. Повеќето производители имаат во просек по 25 различни модели во гамата, секој со минимум 10 модификации според погонот, типот на каросеријата и слично. Згора на
на тоа, во повеќето земји од ЕУ, одоначувањето е направено за стапки на емисиите по стариот стандард NEDC, па штом еднаш бидат направени новите тестови, тие потоа треба да се пресметаат според новите регулативи. Цената за сето ова е висока и некои производители веќе признаваат дека размислуваат за прилагодување на цените. Други планираат да го намалат бројот на модели и модификации понудени на пазарот, што само по себе ќе ги намали давачките. Прашањето е, дали и овој пат не се оставени дупки во системот, така што по 2-3 години тој повторно да се менува фундаментално. Цената за сите дополнителни дејности, како и секогаш се разбира, ќе ја плаќаат на крај потрошувачите. Со своето најново остварување во компактната класа, изведбата i30, каде Hyundai отсекогаш бележал извонредни резултати и постигнувања, повторно докажува дека слободно може да застане рамо до рамо со лидерите во овој сегмент – Golf, Astra, Megane, Focus, а во некои елементи ги надминува. Не, ни најмалку не претеруваме, бидејќи корејскиот представник навистина заслужува да се говори за него со пиетет, гледајќи од секој аспект што го чини еден компакт водечки во сегментот. Наред е третата генерација на овој автомобил кој за прв пат беше лансиран во 2007 година. На почетокот ова беше поевтина варијанта за клиентите кои посакуваа солиден компакт, а за етаблираната конкуренција немаа доволно пари. Моделот не заостануваше со дизајнот, но сепак квалитетот и материјалите не беа на највисоко рамниште. Но тоа се беше испеглано со втората генерација која пристигна 2012 година и ја фрли ракавицата за предизвик и на најголемите ривали. Сега, со оваа трета генерација, Hyundai прави уште поголем скок, па ги фрла во сенка во одредени елементи најконкретните играчи во оваа класа кои ги споменавме. Имено новиот i30 пристигнува со складен и модерен дизајн, како во екстериерот, така и во ентериерот. Поприлично богато е опремен веќе од првиот пакет со кој се нуди, а може да се пофали и со напредни состави и технологија. Го задвижуваат штедливи и чисти агрегати, а има сосема солидни возни својства и можеме слободно да констатираме дека е еден од подобрите европски компактни автомобили. Велиме европски бидејќи негов креатор е дизајнерскиот великан Питер Шреер. За развој на возилото беше задолжен центарот во германскиот Риселсхајм, а се произведува во погоните на чешкиот град Ношовице. Дизајнот на екстериерот на i30 е оценет како едно од поексплицитните остварувања на Шреер. Значително е поелегантен и поскладен во однос на претходната генерација и делува позрело и посериозно, зашто можеме да кажеме следуваа голем број врвни награди и признанија. Посебно се истакнуваат елементите од претходниот дел на кои доминираат маркантните фарови, маската на моторот и длабокото куќиште за LED светлата за дневно возење. Задниот дел е во склад што го диктираат трендовите, но сепак направен е одличен безпрекорен распоред на деталите, од светлата, вратата, браникот и секако представува нов исчекор напред во однос на претходникот. Внатрешноста е уште подобро дизајнерски осмислена. Во новиот i30 веднаш при влегувањето се чувствува дека е направен далеку подобар избор на материјали, а изработката делува некако квалитетно, не само на поглед, туку и на допир. Возачкото опкружување е модерно уредено и ергономски добро смислено. Брзо се навикнувате на прегледните инструменти и модерната графика на панелот, што е само уште еден плюс за добрата прегледност. Својот филинг прави и фактот што поголем број од оние класични прекинувачи и копчиња веќе ги нема. Но тоа е работа на вкус и навика, но нам ваквото решение не се чини пооптимално, што е важен детал за практичноста. Оние 2600
450 мм меѓуоскино растојание се гаранција за поголем простор во патничката кабина. Рака на срце, многу простори на задната клупа, но не препорачуваме за подолги патувања повеќе од двајца патници. Багажникот исто така пораснал во однос на претходникот и неговата зафатнина сега изнесува 395 литри, а со преклопување на задната клупа достигнува до 1300 дециметри кубни. Тесниот модел беше опремен со 1,4 MPI агрегат кој за оваа прилика е модифициран. Станува збор за атмосферски погонски агрегат со моќ од 100 конски сили и вртежен момент од 134 Нм, во спрега со 6 степен рачен менувач и погон на предните тркала. Со оглед на фактот дека вака спакуваниот компакт тежи околу 1,2 тони, овој мотор е сосема доволен првенствено за семејни клиенти. Во нормална секојдневна употреба при забрзувањата ќе ви недостасува уште малку моќ, но ако сакате повеќе може да нагазите на педалата за газ. Според нашите мерења, каде ние знаевме и да стиснеме во некои ситуации, во градски услови измеривме околу 8,5 литри на 100 км, додека на отворено добро се приближивме до фабрички декларираните 5,5 литри на 100 км. Менувачот задоволувачки прецизен и одлично шалта без некои дополнителни побарувања. Во Hyundai повеле многу сметка и за подобрување и на возните својства. Очигледно е дека инженерите направиле исчекори во балансот на тежината. Напред-назад, па компактот одлично лежи на подлогата, а добро се однесува и во свиоците и при повисоки брзини. За подобрата управливост, а секако и удобноста, своја заслуга има новото мултилинк подпирање, кое е сега помеко и не е во склад на она што сме навикнале од корејците. По многу нешта овде не е во преден план спортскиот филинг, па некако се вклопува моторот, суспензијата, возните својства. Навистина одлично, одмерено, дозирано, преесапено. Hyundai i30 на македонскиот пазар пристигнува со 3 нивоа на опременост. Ние на располагање имавме верзијата Comfort, стартниот пакет во кој се нуди систем за препознавање на пречки на патот и автономно сопирање, ESP, електронска контрола за стабилност, Hill Assist Control, асистент при искачување на нагорнина, состав за помош при менување сообраќајна лента, Front Collision Warning за предупредување за можен удар од напред, систем за предупредување на возачот за замор и камера за возење наназад со паркинг сензори. Сите овие детали секако ја креваат и крајната цена. Во Кореа Auto Trade, вака подготвениот автомобил чини 14.500 евра. Фейслифтингот на најмалиот кросовер на синиот овал ги допревна трешноста, моторот и преносот. На прв поглед ништо помпезно, но од Ford тврдат дека новините ќе помогнат автомобилот да се најде на врвот на сегментот, најбрзо растечкиот на автомобилскиот пазар. Интересно е да се спомене дека при создавање на возилото не беше планирано да се продава во Европа, но кога во Ford забележаа експлозивен развој во сегментот на SUV возилата од сите големини и особено на малите, побрзаа да се вклучат во играта на глобално ниво и со ова остварување. Новиот Ford EcoSport за Европа се произведува само во фабриката во Крајова во Романија, каде за оваа цел следеше инвестиција од 200 милиони евра. EcoSport сега се нуди со променето лице, што го приближува кон оние на поголемите SUV модели на марката Ford Kuga и Edge. Новите предни светла вклучуваат дневни LED диоди, а решетката на ладилникот наликува на постарите модели. Рестилизираните светла за магла даваат нов детал во долната линија. Сега е достапна и спортска варијанта со ознаката ST Line, која визуелно е малку поинаква од основната изведба во екстериерот и интериерот, за да се придаде повеќе спортски дух на моделот. Новината е достапна во 12 бои и нуди уште повеќе можности за персонализација, вклучувајќи опции за контрастна боја на покривот, рамките на стаклата, горните рамки на вратите, задниот спойлер и страничните ретровизори.
Во внатрешноста се додаваат посериозни промени во автомобилот и во сите негови верзии. Следејќи ги идеите во новата Ford Fiesta, SUV бебето има сосема нова инструментална табла. Во него е вклучен 8-инчен екран на допир на инфотеинмент системот кој нуди најнова варијанта на системот Ford Sync 3, контрола на крстарење со прилагодлив ограничувач на брзината и камера за гледање назад. Постои можност за поврзување на паметните телефони, а сателитската навигација сега е стандардна. Управувачот е ист како кај новиот Focus и има опција за греење. Новото Audi нуди многу добар звук од 10 звучници, вклучувајќи го и монтираниот во багажникот сабвуфер. Задната клупа не е во врвот за сегментот, но сепак има доволно простор. Багажниот простор е со волумен од 334 литри и нуди различни опции за распоредување на товар по висина. Резервирано е сепак страничното отворање на задната врата, а рачката вешто е сокриена. На барање на купувачот се уште постои можност да нарачате резервна гума, која ќе биде поставена на стариот начин, надвор од задната врата. Неговите стандардни перформанси се само со погон на предни тркала. Со него предната суспензија е независна од задниот дел со торзионен склоп. Оваа комбинација обезбедува многу пристојно и удобно патување без оглед на неговата повисока изведба од Fiesta. Обновената машина има други пружини и амортизери, променети се подесувањата на стабилизирачкиот систем и засилувачот на управувачот. Кај варијантата со целосен погон, достапен само во верзијата со мануелен менувач, природно е различна задната оска, која е со независна суспензија, со што се обезбедува и уште подобро држење на автомобилот на патот. Асист составите вклучуваат систем на Ford за следење на мртвата точка, близ и стандарден систем за контрола на стабилноста RSC, која го регулира вртежниот момент на моторот и сопирањето. EcoSport е посигурен од било кога благодарение на периметарскиот аларм кој доаѓа како стандардна опрема. Моторите со кои ќе се нуди новиот автомобил се две варијанти на бензинскиот, 3-цилиндарски турбомотор 1.0 EcoBoost со капацитети од 140 или 125 конски сили и двата се во комбинација со 6 брзински мануелен или со новиот 6-степен автоматски менувач, додека конкуренцијата е насочена кон врзани системи. Ford продолжува со конвенционални перформанси со хидрауличен конвертор. Новиот EcoSport ја нуди за прв пат интелигентната технологија на Ford за погон на сите тркала за подобри резултати на патот и надвор од него, во комбинација со модерен, нов 1,5 литарски дизел EcoBlue со 125 конски сили и оптимизирани емисии на CO2. Американската Samsung Switchblade најави дека наскоро ќе почне да ги продава првите летечки автомобили. Летечкото возило ќе биде големо колку еден Mercedes S-класа со две врати и две седишта. Ќе се најпојува со 1,6 литарски V4 мотор со мокност од 190 конски сили. Во режим на летање уредот ќе го ротира пропелерот во задниот дел. При лет конфигурација Switchblade е долг 6,3 метри и широк 8,2 метри, а при приземување со виткање во крилата и опашката за движење по асфалт, возилото ја намалува должината до 5,1 метри и широчина од 1,8 метри. На патот се користи 5 брзински погон за пренос на тркала. Во воздух летечкиот автомобил ќе крива максимална брзина од 305 км на час и максималниот досег ќе изнесува 724 км. На земја возилото со крилја постигнува 200 км на час, а ќе забрзува од место до 100 км за 6,5 секунди. Опремен е со клима уред, прилагодливи кожени седишта, дури и високо квалитетен саунд систем, а приборот за безбедност вклучува патна заштита при превртување и падобран во случај дека нешто се случува во воздухот. Samsung Switchblade ќе го направи својот прв лет следната година, а компанијата Samsung Motors ветува дека ќе започне со првите испораки до крајот на 2018. Цената на Switchblade се очекува да изнесува околу $120,000. Купувачот исто така мора да поседува пилотска дозвола за мали воздухоплови.
Шкода Октавија е втор модел на летачката стрела достапен со дигитален инструмент панел по кросоверот Шкода Карок. Таквата опција веќе се нуди кај роднините Октавија, Голф, А3 и Леон. Инструментите се прикажуваат на 12,3-инчен дисплеј, а возачот може да избере една од 4 варијанти за да ја организира контролната табла – класична, дигитална, информативна и минималистичка. И мапата на навигациониот систем исто така може да се прикаже на екранот. Цената на новата опрема за Шкода Октавија 2018 во Чешка е 8.900 круни или 350 евра. Таа ќе биде достапна само за најопремените изведби Style, Lorien & Clement, Eres и Scout. Управата за патишта и транспорт во Дубај на тековниот 6-ти состанок на светските влади покажа работен прототип на беспилотен јавен превоз за иднината. Станува збор за автономни капсули произведени од Next Future Transportation кои работат на електрична енергија. Според информациите дистрибуирани, овие капсули се наменети за патување на кратко и средно растојание во посебни ленти. Покрај тоа, тие може да бидат брзо споени и поделени во зависност од специфичните барања. За да се постигнат процесите на зафаќање и исклучување, капсулите се опремени со камери и електромеханички технологии и овие функции може да се активираат за време на возењето. Капсулата е долга 2,87 метри, широка 2,24, висока 2,8 метри, тежи 1500 кг и може да прими 10 патници. Батеријата има автономија за непрекината работа од 3 часа и може да се наполни за 6 часа. Просечната брзина на возилото е 20 км на час. Овој јавен транспорт на иднината има 3 системи за заштита. Јадрото се состои од 3D камери.